Во јули оваа година Република Македонија потпиша програмската рамка со Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ФАО, за програмскиот период 2018-2020 година, со која се поставуваат приоритетните области за владата на Република Македонија заеднички со ФАО. Станува збор за три области кои што се во насока на зголемување на конкурентноста на земјоделскиот сектор, подобрување на животот во руралните средини преку одржлив рурален развој и јакнење на капацитетите за одржливо управување со природните ресурси и прилагодувањето кон климатските промени. Нашата земја и ФАО имаат долгогодишна успешна соработка, заснована на бројни проекти и програми, кои што се од голема помош во процесот на трансформација на земјоделството и неговото прилагодување кон политиките и стандардите на Европската Унија пред се. Покрај спроведувањето на националните проекти, Република Македонија активно зема учество и во речиси сите регионални иницијативи на ФАО во Европа, односно за Европа и Централна Азија. Делото овие иницијативи се однесуваат на земјите од Западен Балкан. Во таа смисла, унапредувањето на регионалната соработка треба да биде во духот на Берлинскиот процес, како исклучително важна регионална иницијатива за забрзано интегрирање на земјите во Западен Балкан, од Западен Балкан во Европската Унија. Односно се насочуваме првенствено кон олеснување на трговско-економските односи меѓу земјите, усогласување на процедурите и стандардите и намалување на формалностите при увозот и извозот на земјоделско-прехранбените производи. Дел од нив пак го фаќаат поширокиот регион во целина и во таа насока идните активности треба да бидат насочени кон синхронизираното усогласување на националните политики во земјоделството и руралниот развој кон Европската Унија во областите кои што ги засегаат сите земји партнери во сите овие проекти. Заедничка цел ќе биде справување со слични проблеми кои што се однесуваат на трговијата, истражувањето и размената на знаење меѓу државите, размената на добри практики за одржливото земјоделско производство и примена на нови модерни технологии. Една од актуелните теми која што се наметна во последните неколку години во рамки на регионот, како резултат на негативното влијание на климатските промени, е и појавата на болести кај растенијата и животните кои што не познаваат граници. Заедничкото делување и превенција е исклучително важно за сите земји, бидејќи штетите што ги предизвикуваат новите болести врз приходите на земјоделските стопанства се значителни и представуваат сериозна закана за одржливоста на малите семејни фарми, кои што ја сочинуваат структурата на земјоделскиот сектор во регионални рамки. Почитувани присутни, колеги, соработници, партнери, со огромно задоволство, денес ги подпишуваме 4 нови регионални проекти со ФАО во вкупен износ од 1,5 милиони долари, во кои покрај другите земји активно учествува и Република Македонија. Овие проекти се голем придонес кон решавање на актуелните прашања во регионот и подобра координација во справување со заедничките проблеми. Ова се први проекти кои што од оваа нова програмска рамка усвоена во јуни и во јули оваа година од страна на владата, каде што се дефинирани приоритетните области, денеска ги подпишуваме, а започнуваат почетокот на 2019 година. Првиот проект е насочен кон подобрување на контролата на штетници на растенија и системот на фитосанитарната сертификација. Овој проект ќе го помогне процесот на унапредување на фитосанитарниот систем во државата. Во рамки на проектот се предвидени специализирани обуки за сите чинители на фитосанитарниот систем, фитосанитарната управа, државната фитосанитарна лабораторија, секторот за шумарство, државниот инспекторат за земјоделство и сите засегнати страни. За вториот проект е за итно справување со африканската свинска чума на Балканот, кој што представува е многу важно за навремено вклучување и на Република Македонија како дел од регионот каде што се појави оваа сериозна болест. Агенцијата за храна и ветеринарство како надлежна и матична институција за ветеринарното здравство во Република Македонија ќе биде носител на овој проект, кој има за цел да ги подготви националните служби и сите инволвирани страни за спречување на ширењето на болест. Третиот регионален проект се однесува на развивање на стратегија за намалувањето на загуби и отпад од храна. Честопати Република Македонија ставена на листата на рекордери во загуби на храна
и отпад од храна, а истовремено се соочува со проблем да обезбеди доволно храна за ранливите социјални категории. Проектот има за цел да се даде јасна слика за состојбите со губитоците и отпадот на храна во државата, причините поради кои што се јавуваат и да идентификува мерки и политики кои ќе помогнат да се намалат овие губитоци, а паралелно ќе се развива и системот на донирање на вишок на храна, зашто веќе Министерството е задолжено од страна на владата да подготви предлог закон во програмата за работа на влада за 2019 година, а тоа го работиме исто така и во партнерство со Индија. И последниот четврти, но не помалку важен проектот оваа низа е во областа на рибарството и аквакултурата. Целта на овој проект е помош на креирањето на политиките во рибарството, преку согледување на моменталните состојби, проценка на постојните практики, нивна усогласеност со добрите меѓународни практики и нивен понатамошен развој во делот на рибарството и аквакултурата. Од почнувањето на овие 4 проекти е планирано за почетокот на 2019 година, а Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите вклучени институции кои што ги нотиравме, ќе ги стават на располагање потребните ресурси за да се обезбеди не само успешно спроведување на овие проекти, туку и одржливост на сите преземени мерки по нивното целосно завршување како проекти од страна на државата. Затоа, за на крај, сакам искрено се заблагодарам на ФАО за целокупниот придонес во текот на претходната година, за тековните проекти кои што ги имаме во други области, но и за дефинирањето на новата програмска рамка 2018-2020, на која што навистина секторите во Министерството со сите засегнати се посветија во претходниот период, ги дефиниравме приоритетните работи на кои што ќе се и теми фокусираме во нашата соработка со ФАО и особено ми е драго што веќе за краток временски период имаме и конкретна реализација, односно конкретно дефинирање и овозможување на поддршка од 1,5 милиони долари за овие 4 регионални проекти кои што се особено значајни за темите кои што ги нотиравме, ако што се дефинирани во самите проекти. Очекувам нивно успешно реализирање и како што потенцирав да и по нивното завршување да се овозможи соодветна одржливост од страна на соодветните институции за сите овие проблематики кои што ги тангираат овие проекти. Благодарам на поддршката и очекувам успешно реализирање на истите во периодот што следи. Благодарам.